Со цел на времена информираност, но и стручни одговори на прашања и совети за женското здравје, болницата One Hospital во соработка со општина Тетово организираат предавања посветени на здравјето на жената. Докторката Ирена Гошева, специјалист по гинекологија и акушерство, вели дека едукацијата е превенција на севкупното здравје, а особено ваквите платформи се исклучително важни за жената во кој било временски период. Обично жените во репродуктивниот период ги препознаваат симптомите и се јавуваат на гинеколог. Меѓутоа, тука имаме мала информираност на пациентите, адекватна по однос на абнормалностите кои што се јавуваат во менопаузалниот и постменопаузалниот период. Така да тука најчесто имаме задоцнето јавување, но и ова ќе исто така ги вклучува и оние помладите од другата страна, како што се адолесцентите. Тие исто така ни се помалку информирани и поненавремено се јавуваат на гинеколошки прегледи. Но затоа, со цел на овие едукациони платформи кои што се организираат, се надеваме дека ќе допреме до сите возрастни групи за адекватно и навремено да бидат информирани и адекватно и навремено да се јават на гинеколог и кога немаат симптоми, но и веднаш кога ќе се јават симптоми, а се со цел овие едукации за како побрзо да ги препознаат симптомите кои што можат да бидат во склоп на некаков абнормален наод. Во нашата земја се прави скрининг програма за превенција на карцином на грлото на матката, која е од голема важност за женското здравје. Ние имаме изготвена во Македонија една одлична скрининг програма, направена уште во 2007 година за превенција на карцином на грлото на матката. И тука се поделени пациентките по возрастни групи и секоја година се опфатена одредена возрастна популација кај која што треба да се направи ПАП тест. Тоа е задолжително всушност кај таа група на пациентки која што е и треба да се јават кај нивниот матичен гинеколог. Веднаш кога ќе бидат повикани за ПАП тестот да го направат. Од која возраст се започнува со вакви тестот? Кај нас во нашата програма ни е дефинирано 24-та година да се започне со скрининг програмата за карцином на грлото на матката, меѓутоа и порано промени кои што се јавуваат не исклучува дека не треба да се направи евалуација кај жената. Предавање посветено на здравјето на жената ќе биде организирано и на 7 овој месец.